Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов 2019 година ја започна со подготовка и обезбедување на документацијата потребна за изградба на долго најавуваниот трамвај во Скопје, кој скопјани со нетрпение го чекаат, со надеж дека ќе го реши сообраќајниот хаос кој веќе неколку години е еден од клучните проблеми во метрополата. Како што информира Шилегов, до февруари ќе се дефинираат средствата потребни за реализација на овој голем проект, а набрзо потоа ќе се изработи и студија за промена на постоечките автобуски линии по кои ќе се движи трамвајот откако ќе биде пуштен во употреба. Градот Скопје во текот на минатата година сериозно работеше за можноста односно доведување на квалитетна документација да градот започне со реализација на шински превоз односно трамвај. Очекувам дека до крајот на февруари месец ќе ги дефинираме изворите на финансирање заеднички со владата со цел да започне постапката за изградба на трамвајскиот превоз во градот Скопје. Паралелно кога ќе започне таа постапка, ќе започне и студијата сообраќајна на која што ќе треба да изведеме со цел да дојде до промена на автобуските линии, бидејќи постоењето на трамвај значи дека ќе мора да дојде до промена на автобуските линии. Таа студија ќе објавиме паралелно, така што периодот за изградба на трамвајот ќе го искористиме за целосна реконструкција на јавниот транспорт во град Скопје во смисол на нови линии соодветни, бидејќи мора да имате така наречен фитинг трафик сообраќај кој што ќе ја храни трамвајската линија и треба да ги утврдиме потребите во различни делови од градот Скопје со цел да утврдиме фреквентноста на автобусите кои што ќе доаѓаат до трамвајската линија и ќе ги тука ослободуваат, ќе ги транспортираат граѓаните. Според планот на сообраќајниот проект, трасата на трамвајот ќе започнува од кружниот тек кај Порта Влае, ќе се движи по партизански одреди, потоа преку Рекорд и собранието на Република Македонија, во близина на зградата на Црвениот крст, кон комплексот банки и железничката станица, по булеварот Јане Сандански до Ново Лисиче. Според овој план, центарот на градот и неколку клучни булевари во Скопје нема да бидат дозволени за возила, освен за самиот трамвај и за градските автобуси. Ги прашавме и граѓаните дали според нив со изградбата на трасата за трамвајот ќе се реши проблемот со хаосот во сообраќајот. Дел од нив веруваат дека ова ќе биде успешен проект, додека останатите сметаат дека не смее да се запре крвотокот во центар, бидејќи околните улици немаат капацитет да ги издржат илјадниците автомобили кои би се пренасочиле под нив. Дали сметате дека трамвајот ќе го реши сообраќајниот метеж во Скопје? Па секако. Ќе помогне. Секако се што е корисно и мислам дека ќе се реши. Бидејќи во сите големи градови има трамваи. И би требало. Сметате ли дека трамвајот ќе го реши сообраќајниот метеж во Скопје? Ја мислам дека нема да го реши и никогаш нема да се направи. Пуста желба. Ние не направивме улици како што треба, па камо и трамвај се ќе прави. Се најавува изградба на трамвај. Сметате ли дека ќе се реши сообраќајниот метеж во Скопје? Право да ви кажам, и ја сум размислувал за тоа, не знам, мислам дека тешко. Ја мислам че го реши, да. Сигурно ќе се реши, И овдека се направи еден подвожњак овдека. Овезна овдека, подвожњак еден се направи. И ќе го нема овој проблем. Изградбата на трамвајот се очекува да започне во втората половина на 2019 година и да заврши во 2021 година.